да разјасниме, често се користи нели терминот сликар, но и ликовен уметник. Која е разликата, кој израз е посоодветен? Значи, ликовната уметност е една гранка од сите други уметности и како што, да кажеме, например, во музичката уметност има некои што сите се музичари, меѓутоа има музичари што се занимаваат што свират рок н рол или што свират џез или блуз или реге, така и во ликовната уметност има некои што се занимава со сликарство, има некои што се занимава со војарство, има некои што се занимава со графички дизајн или моден, значи, дизајн, графика, така да сликарството е еден дел од ликовното поле. Добро, кажи ми, кога ти лично прояви интерес за ликовната уметност и дали го паметиш својот прв цртеж? Значи, не знам точно, меѓутоа, веројатно од кога сум се спознал себе си и од кога сум сватил дека ова е живот, дека треба нешто да се случува во низ тој процес кој што ни се случува, така да веројатно од самите почетоци. Од најрана возраст. Мислиш ли дека ликовниот уметник се обликува токму во таа најрано возраст, значи во однос на начинот на изразување подоцнежно што ќе му се случи? Зависи, многу влијае околината во која што живеете. Дали имате во вашата околина некој што се занимава со некоја вид на уметност, мислам дека тоа доста влијае. Во мојот случај значи немаше некој што се занимава со уметност, така да подоцна во некој, да кажам, денови од основното училиште, гледајќи ги, значи, уметниците кои што сликаат, не знам, низ Охрид или негде на море, ми изгледаше тоа многу примамливо, многу интересно, барање од нешто, од ништо да направите нешто, од една бела хартија или платно да направите нешто што ќе живее понатаму, мислам дека тоа е една интересна игра. Имаше некој што го забележа талентот кај тебе или самиот, да речем, го пронајде тоа во себе? Во основното училиште, значи, сите што ни беа, да кажем, наставници, секој го потенцираше тоа, значи се издвојував во оделението. Меѓутоа, немав некој што до средното училиште, немав некој што основите на ликовната уметност ми ги покажа, затоа што таква беше тоа време ситуацијата, сега малку поинаку за среќа на овие нови генерации. Така да јас почнав во средното уметничко училиште да подлабоко, да кажам, да влегувам во ликовната сфера. Може да се каже дека тоа било пресудниот момент кога се одлучил дека тоа ќе биде начинот на кој што ти ќе живееш и со кој што ти нели ќе се бавиш. Па, мислам дека и претходно јас бев одлучен да се занимавам со ова. Тоа беше само еден почеток на професионалното усовршување или надоградување за мене и мислам дека не погрешив. Како го дефинираш твојот стил на сликање? Од каде ја црпиш инспирацијата? Со оглед на тоа што сум во возраст која што е релативно, да кажам, во помладата генерација на македонски уметници, јас се уште истражувам и се уште значи експериментирам во најразлични сликарски правци, затоа што например во периодот на студии се работев графика затоа што дипломирав графика, подоцна магистрирав на сликарство, значи тие се два различни, да кажам, различни дела во уметноста. Во тој период се што работев беше поразлично, сега веројатно и со тоа периодот на созревање се менува и перцепцијата на нештата воопшто. Така да ајде, ако можам да еден правец да издвојам, би рекол некој абстрактен или надреализам.
Предпоставувам има низа пораки кои што сакаш да ги испратиш преку делата. Па, тоа ми е главната или појдовната точка, затоа што мислам дека уметноста или сликарството како една визуелна сила мора да пренесе една одредена порака до гледачот или до конзументот кој што треба да го види тоа. Има ли некој ликовен уметник од историјата што имал, да речеме, големо влијание и на твојот стил и на самата определба да бидеш ликовен уметник? Влијание врз секој, значи, уметник или тој што почнува да навлегува во уметноста, влијание имаат секој наставник или професор кој што го среќаваме во тој процес училишен. Меѓутоа, е нормално дека секој еден од тие што ми биле професори имаат одредено влијание врз моето творештво. Меѓутоа, ако треба еден да издвојам од историјата на уметност, би кажал дека за мене најголемо влијание има извршено Албрехт Дирер, кој што е еден од најзначајните германски графичари и мислам дека е еден добар пример за секој кој што си сега почнува да се занимава со уметност, особено со сликарство и графика. Велат дека 10% е талентот, сето останато што ќе се постигне, што ќе се направи е напорна работа. Се согласуваш ли ти со тоа? Па дефинитивно да, затоа што јас секојдневно и константно работам, затоа што како што на музичарот му треба кондиција за да може да свири или на спортистот му треба кондиција за да може да го издржи еден натпревар, така и на уметникот или на сликарот или на било каква било каква смисла да е уметник, му треба еден континуиран процес за да може да напредува и за да може да созрева и за да може да прави дела кои што треба да бидат достојни за да го представат него и да представат државата и Добро, кажи ми колку е важна поддршката од страна. Значи, нели уметникот самиот најчесто ликовните уметници се изолираат, си творат сами, потребна им е самотија за тоа, но за да се изреализира некој проект потребни ли се и други надворешни фактори? Вака самотијата секогаш е добродојдена на уметниците заради тоа што кога се сами со себе е најдобар моментот затоа што се случува поинаква енергија, затоа што имаат концентрација, а поддршката секако е секогаш добродојдена, меѓутоа и сега во ова денешно модерно време, да кажем под наводници, а и низ целата историја на уметност, уметниците немале нека особена поддршка, што е трагично и што е апсурдно, меѓутоа тоа така си тече. Така да Сакаш да кажеш преминал во некој стандард под наводници, нели? Па, значи вие и сега кога ќе споменете уметник или уметност, значи и сега тука наидува на еден да кажам не револт, туку на една деградирање на она што значи уметност или уметник како еден дел од општественото живење. Доаѓаме поврзано нели со ова прашање и до самите изложби. Често нели ликовните уметници своите дела, откако нели еден циклус на творење ќе заврши, ги презентираат пред публиката преку изложби. Потребно ли ти е тоа задоволство, да речам, те исполнува ли тоа да го споделиш сработеното со остатокот од себе? Значи, уметноста се прави за некој да ја види. Значи, може секој од нас да направи ремек дела, меѓутоа ако седат тие во нашите ателија, тогаш се губи суштината или смислата на уметноста. Меѓутоа мислам дека тука во ова наш простор каде што живееме, мислам дека недоволно има назначење ликовните изложби и мислам дека тоа е лошо и жално пред се за најмладите значи генерации кои што сега почнуваат или влегуваат во уметноста како поттик, значи меѓутоа во светот тоа поинаку функционира. Да направите изложба е многу скапо.
Значи, пред некое време гледав еден мој колега повозрасен, кажуваше дека најголемата трагедија за уметниците во нашата држава е тоа што не може да се дозволат пред се да се купат материјали за да сликаат нешто. Мислам дека тоа е најапсурдниот момент кој што може да се случи за било кој уметник. Затоа што вие ако немате бои, ако немате пари за да купите бои, да немате пари да купите платна или што и да е, не може да творите. Таква е ситуацијата на така да општествена, па можеби затоа и луѓето така не можат ни да ги посетуваат изложбите. Па луѓето не се заинтересирани затоа што медиумски тоа не е доволно покриено. Затоа што доколку медиумот пред се како една силна, да кажам, како еден силен фактор во општеството му сервира на гледачот поголем степен на култура, тогаш и тој што до тогаш немал пристап до културата ќе се заинтересира веројатно и со сигурност тврдам дека тоа би било така. Меѓутоа не е случај тоа сега. За жал. Па со оглед на достапност, лесната достапност до информации, сакаш да кажеш веројатно дека луѓето се премногу отруени, да кажеме со кич култура, со кич информации, со безпотребни, значи, информации кои што мислам дека не може да им го направат животот и денот поубав. Затоа што мислам дека доколку отидат на некој концерт што е вреден да се посети, дека многу подобро би се чувствувале, доколку посетат некоја театарска представа која што вреди, исто подобро би се чувствувале, би биле продуховени. Исто и некоја добра изложба, затоа што има во Македонија и млади уметници и нормално и повозрастни кои што оставиле белег во ликовната уметност во Македонија, кои што и те како можат да се носат со светските сликари. Меѓутоа маргинализирано е нивната важност сега. Тоа е лошото, затоа што така не може културата да живее во еден простор. Културата мора да патува и мора да биде репрезент на една нација, да кажам. Се сочува ли често уметникот со да речеме неприфаќање од општеството? Ете, кога разговаравме, кога ти ги соопштив прашањата, го спомнавме и Ван Гог. Тој е еден од уметниците кој што во текот на животот воопшто не добил никакво признание, сега е еден од најврвни имиња во ликовната уметност. Се случува ли често таа блокада, да речеме, недоволна комуникација или неразбирање меѓусебно со општеството и уметникот? Тоа е последица на еден долготраен процес. Тоа не е од сега. Меѓутоа, сега наместо да се смени, продолжува тој процес да биде таков како што е. Значи, Ван Гог, сега е многу влијателен во историјата на уметност, ако погледнем, е еден убав пример. Меѓутоа, да кажеме дека живеел бедно, живеел како поголем дел од сликарите во тоа време, па и во сегашното. Тоа е проклетството на тоа да се биде, лошата страна на тоа да се биде уметник. И тогаш, и во ренесансниот период, и во импресионизмот, и во било кој и во барокот, во кој и да сакате, значи, период во уметноста, па и сега што е апсурдно, се случува тоа. Значи, Ван Гог продавал слики за да може да си купи еден стол, за да може да седи или да живее нормално, да купи еден кревет затоа што спиел на слама или тука, значи, тука се гледа достоинството на уметникот. Меѓутоа, како што реков, проклетството на уметникот е да замине од овој свет, па после да се варализира
неговата вредност. Но може да се каже дека и другите кои не се уметници некако и според тие примери не успева да ги научат лекциите, да бидеме малку нели поотворени, да се обидуваме да се нели да го збогатиме духот, да ги почитуваме делата на останатите. Ние сме преплавени од тоа да бидеме отворени, да бидеме да го прифатиме ова дека ние живееме во 21 век, каде што поинаку функционира, меѓутоа тоа е само да се биде. Во реалноста не е така. Затоа што особено во полето на уметноста не се случува некоја промена на подобро со години. Не се првенствено не се дава значење на тие што веќе направиле нешто за државата. Државата мислам дека не им враќа на такво ниво на кој што тие заслужиле. Значи во нашиот град, во Тетово, има многу уметници, како и во Македонија, меѓутоа не се сите добри уметници, не се сите уметници кои што успеале. Има, значи, ако збориме за нашите, еден е Павле Кузмановски, еден е Александар Настевски, од постарата генерација, кои што ни се пример за нас помладите. Мислам дека Македонија како држава и градот Тетово не им се одолжил достоинствено на овие великани на македонското сликарство и убав пример за нас како помлади кои што треба да го тоа продолжиме они што го започнале. Со тоа може да се заклучи дека воопшто не е ни ценета, да кажеме, ликовната уметност. Па маргинализирана до крајна граница. Затоа што луѓето, како што реков, се оттруени со други информации, со политика, со 1000 други помалку според мене важни работи и сега значи во социјалната смисла на живењето многу значи. Значи реалноста е таква да луѓето кај нас, да кажем подобници, се гладни. Како што се гладни за култура и за уметност, така се гладни и покрај душевно и во секоја смисла на зборот. Отруени се само со политика. Значи, културата и политиката се две одвоени, значи, светови, две полиња кои што не треба да се спојуваат во ниту еден случај. Но културата и уметноста веќе стануваат некој невидлив сегмент. Па невидлив затоа што, како што кажав, затоа што политиката е на врвот на општественото живење овде кај нас и на Балканот воопшто. Ако луѓето не можат да си ги задоволат прво нели основните потреби, тие воопшто не ни помислуваат на збогатување на духот. Да купите уметничко дело, треба претходно да размислите. Да имате убава перцепција за тоа што значи уметничкото дело или уметноста како целина. Значи, тука мислам дека кај нашето население владее една културна неписменост, значи, а според тоа не може да се вреднува уметничкото дело, затоа што тие со тие пари што би ги издвоиле за да купат едно уметничко дело, би купиле, не знам, некоја друга материјална и потрошна работа која што за 2-3 години ќе биде вредноста нула. Кој е процесот на самото создавање? Факт е дека нели ремек дела чинат многу. Кажа пред малку дека потребни се и пари за самиот уметник да си ги купи нели боите и сличните потребни нели работи што му се за сликање. Никој не може да знае дали едно дело ќе биде ремек дело. Како што музичарот не знае дека неговото дело ќе биде ремек дело, како што било кој што е творец и што нешто создава не знае претходно дали тоа што го работи ќе биде ниту режисерот, значи било театарски, било филмски, не знае дали тоа ќе се случи или ќе доживее да биде ремек дело. Меѓутоа, нашата суштина на нашата работа е да се
надоградуваме и да се бориме за да бидеме подобри од еден во друг период на живењето. Така да јас сликарството или сликањето, процесот на сликање е тежок затоа што бара многу енергија, бара многу напор во секоја смисла. Меѓутоа е една секако убава работа и затоа продолжувам континуирано да се занимавам со ова, затоа што за мене представува живот и за мене представува едно огромно задоволство кое што ниедна друга работа на светот не може да ти ја даде. Значи, најважно е да сакаш да се занимаваш со тоа. Значи, имаме многу луѓе кои што го работат цел живот тоа што не го сакат и тие се несреќни. Јас избирам да не бидам несреќен во оваа приказна што се вика живот, да бидам среќен и задоволен со да го работам тоа што го сакам, затоа што ми е дадено од Господ како еден благослов и се занимавам со тоа. Мислам дека тоа е суштината на секој од нас, да си го пронајде она во што ќе биде среќен. Да се навратам за процесот. Најтешко е кога вие ќе застанете пред белото платно, затоа што тоа нема ништо и треба од тоа ништо вие да создадете нешто да биде нешто што ќе вреди. И мислам дека затоа треба да се теди многу повеќе. Кажи ми, имаш искуство и со пренесување на твоето знаење на помладата генерација, те исполнува ли тоа? Убаво е ли кога можеш убавите нешто од уметноста, нели, од твоето што си го творил да го пренесеш? Секако за мене представува задоволство, веќе 5-та година се занимавам со тоа. Имам, да кажам, околу 15, можеби и повеќе деца кои што се сега во моментот во средното уметничко училиште. Во моментов 20 на деца од тетово и тетовско кои што доаѓаат на моите часови, така да секако за еден, да кажам, уметник или педагог кој што поминал низ образовниот процес представува едно задоволство да тоа го пренесе на помладите, затоа што јас кај нив, кај секој од нив гледам едно задоволство за тоа што го прават. Значи, децата сакаат да креираат, сакаат да се занимаваат со уметност. Свесен сум дека многу малку знаат за уметноста, затоа што нема претходно кој да им каже. Па разговараме за уметноста, разговараме за сликарите, разговараме за правците во уметноста. И мислам дека е убаво кога ќе видиш дека тоа дете има искрена желба тоа да го работи, доаѓа со задоволство во тој простор и понатаму низ животот почнува да се занимава сериозно со тоа. Значи, јас сега имам од таквите деца кои што можам да кажам нека ми се колеги, па секојдневно ми пишуваат или разменуваме мислење за тоа како е дали тие се надоградуваат во тој процес, дали е добро тоа или е лошо, или треба нешто да се искритикува. Значи, нормално дека и јас учам од некој што е повозрасен од мене или што има поискусен од мене. Значи, и секако од секој повозрасен, секоја оправдана критика за мене е добро дојдена и јас се радувам на секоја критика која што може да ме направи подобар. Така да мислам дека е добро. Кажи ми, имаш ли, кажа дека уште истражуваш и со стилот, меѓутоа има ли некое дело што така ти е најдраго, што најмногу време и внимание си посветил и љубов во сето тоа? Во секој период или во секој циклус има некое дело што се издвојува. Јас во принцип сакам кога ги работам делата да не застанат на пример да ги во мојот видик да ги гледам, да речеме, едно 5-6 месеци, додека не ми здосади, па значи често ги преработувам или ќе погледам дека нешто ми смета во некој дел па го преправам или ги доправам. Немам сега да издвојам некое, да кажам, конкретно, меѓутоа кажав дека во секој период има некој дело што повеќе го привлекува вниманието секако. Ги споменавме и малите на кои што им го пренесуваш, нели, твоето знаење и искуство, но ги кажавме и не толку убавите моменти во
општеството во однос на културата и уметноста и покрај ваквата ситуација, дали би ги советувал и дали би ги охрабрувал, на некој начин тој го правиш, нели? Да продолжат да си ги следат соништата, ако тие соништа ги водат кон ликовната уметност. Па, знаете како, секоја генерација има своја револуција. Јас така гледам на работите, така им го пренесувам тоа на децата, затоа што мора да се борат и секако на секој, значи не можете вие да им го скршите сонот. Ако е сонот или целта толку силна, не можете на никој тоа да му го земете. Значи јас цело време им го зборувам тоа, мора да бидете истрајни и да го сакате вистински тоа што сакате да бидете понатаму. Мора да имате бескрајна љубов према тоа, за да тоа вреди и за да тоа има смисла. И за да ги надминат сите. Така да, мислам дека ниедна ситуација не може, затоа што кажавме претходно дека во низ целиот период на историја на уметност никогаш не било сјајно за уметниците. Никогаш не биле во некоја феноменална состојба или не знам имале некој многу лагоден живот. Ретко се тоа. И во денешно време и тогаш. Значи ретки се тие сликари кои што за време на животот доаѓаат до некоја слава или популарност или заработуваат огромни пари. Значи мислам дека тука влијаат галеристите, ама галеристите во светот. Тука немаме некои големи галеристи, немаме некои големи галерии, немаме некои исклучително добри изложбени простори. Немаме маркетинг за тоа. Значи, во светот тоа поинаку функционира. Значи, јас сум имал шанса да видам како функционира тоа во Италија, во Шпанија, во Франција или и во Словенија, да кажем како еден дел од Балканот. Мислам дека ние и како застануваме во таа смисла. Не во смисла на тоа дали има уметници во државата или нема. Има секако. Добри, квалитетни, кои што треба да се поддржат. Мислам дека треба институциите културни многу повеќе да се занимаваат со тоа, да подразмислат дека културата е најголемиот амбасадор на една држава. Ништо друго не може да биде поголемо у било која форма, у било која смисла. Иако Македонија е нели мала земја, како што кажа, нема галерии многу и слично, но тоа не значи дека претпоставувам дека е така, дека уметниците не можат да си ја пробаат среќата, односно да ја промовираат својата земја и татковината со своите дела надвор од незините граници. Ние застануваме од фактот што значи земете го вие Ван Гог или Дирер, кој што живеел во едно премногу далечно време, а создавал таква уметност. Значи, македонската ликовна уметност конкретно почнува во минатиот век. И ние не можеме да го гледаме тоа на тој начин. Ама, несомнено дека квалитетот на нашите уметници и тогаш, во минатиот век и сега, е добар. И е на едно ниво кој што заслужува да биде еден убав репрезент на Македонија. Само треба институцијата, конкретно Министерството за култура и сите културни институции малку повеќе да им дадат шанса на уметниците. Што носи иднината и воопшто според тебе на новие простори и конкретно за тебе како идни некои планови? Па јас секогаш сум оптимист и се надевам дека иднината носи нешто добро. Иако живееме во едно многу хаотично време, во едно многу стресно време за секој од нас, се надевам дека тоа ќе се надмине, дека некој кој што размислува малку поинаку, кој што размислува позитивно, дека и што е влијателен, ќе се заложи за тоа да биде, за да имаме на сите, значи во целина една убава иднина за било која професија, за да биде за сите млади да може да се живеат достојно и да се работат тоа што го сакаат. Затоа што нема поголема несреќа на уметник
да му кажете, аха, не може ти сега да бидеш тоа, мора да работиш, не знам, било која некоја друга работа. Но може ли уметникот да го скрие тој свој наплив? Или на некој начин тоа ќе се изрази и дури да по цена нели да се откаже од таа љубов и да работи нешто друго? Кажувам, значи, јас имам колеги кои што се откажаја од уметноста и повеќе не ни сликаат, не ни цртаат, се занимаваат со некоја друга работа, меѓутоа не се исполнети тоа што го работат. Значи, суштината во тоа колку си спремен да го поднесеш тој товар на ова време кој што ти го носи. Значи, колку си спремен таа културна револуција или бунт кон општеството да го издржиш. Тоа е суштината на секој уметник. И треба да биде тоа, значи, истрајност. Лесно е да се откажеш и да кажеш, аха, нема врска, јас беше тоа што беше, не може. Не може е најлесно оправдување и најлесен начин да се откажеш, меѓутоа да бидеш несреќен и незадоволен и фрустриран од тоа што ќе го избереш како друг избор, за да можеш полагодно да живееш. Мислам дека суштината на животот не е само да живееш, туку да го проживееш. Има многу луѓе кои што живеат така. Има боемска нишка сето тоа. Ја го сакам тоа. Боемскиот наплив мене ми е интересен и ме возбудува некогаш. Ама никогаш нема да се откажам од тоа што е мој избор. И мислам дека тоа е тотално грешно. Кои се твоите во блиска иднина планови, да речеме? Што е оно што следно го ни се случи ситуацијава која што така не затегна сите. Мојот план беше повторно да заминам во Шпанија, затоа што преговарав со некои галерии, така да се надевам дека во следниот период ќе се случи тоа, само да поминат оваа ситуација таква како што е. Нормално дека сум фокусиран кон светот, затоа што досега сум ја представувал Македонија и во Мексико, и во Италија, и во Финска, и во Португалија, така да во теков на оваа година требаше да се случат и некои други надпревари во други држави. Се надевам дека тоа ќе продолжи и дека ќе продолжам да учествувам на такви надпревари и да представувам Македонија секако. Мојот пат го гледам надвор од овде, затоа што ситуацијата е таква како што е. Животот е еден и мислам дека секој треба да си го проживее на начин на кој што смета дека треба. Меѓутоа, јас сакам оваа приказна моја да заврши со еден убав крај и ќе се стремам кон тоа, затоа што мислам дека се друго би било еден тотално промашен и залудно проживен живот. Кажа дека си патувал на неколку страни нели на светот, добиваше позитивни вибрации, се цени според тебе културата, уметноста, односно повеќе? Јас бев фасциниран, например, во Шпанија, каде што ти влегуваш таму, они се поставуваат према те како еден уметник, нив беа фасцинирани што дојдеш од Македонија, па јас сум единствениот што бил таму од Македонија. Меѓутоа ти даваат ти даваат една поддршка и ти даваат можност да се чувствуваш достоинствено како уметник, да бидеш среќен со тој избор. Значи, они не те прашуваат дали ти си за некој, не ти бараат членска книжка, не ти бараат ништо. Ти бараат, ти се заблагодаруваат што си дошол лично да поразговараш со нив, ти бараат твој CV да видат они што ти си работал, ти бараат каталози и гледаат дали е тоа добро или лошо. Така да мислам дека тоа е суштината и првото нешто кој што треба да се случи овде за да културата биде на едно нормално ниво. Не сме политиката да биде дел од културата во ниту еден случај. За ниту една власт, која и да е. Која и да е. А ние се случуваме со еден друг проблем што не мислам дека не вреди сега да го отпрва. Кажа дека ова е твојата определба, дека ова е тоа што ти исполнува. Што е конкретно ликовната уметност за тебе и што представува таа општо, колку е
важна незината улога во едно општество? Многу е важно за секоја индивидуа, без не мора да биде уметник. Да се да научи да не само да гледа, туку да ја види суштината. Значи преку сликата може да научиш многу работи, може би нескромно ќе звучи, но ќе ти ја смени перцепцијата за нештата во животот, ќе ти го промени животот, ќе почнеш да размислуваш за со било каква форма на уметност. Јас сум убеден во тоа дека ако една индивидуа започне да иде да оди често, значи на театарски представи или да гледа филмови, поинаку ќе размислува за општо за животот. Ако почне да гледа такви некои да не речам абсурдни серии кои што ги имаме сега на медиумите, следува еден канцероген крај. Значи сакаш да кажеш дека уметноста во голем дел го обликува човекот, посебно неговиот дух. Да, за мене тоа представува живот, представува начин на живот. Значи јас се будам, живеам и со уметноста и мислам дека така ќе продолжам се додека сум тука и додека постојам.